Почитувани, 3 дена подпредседателот на СДС Оливер Спасовски молчи и не кажува колку решенија за смени се поделени во Министерството за внатрешни работи. Колку од овие решенија се однесуваат на униформираниот, а колку на неуниформираниот дел. Кои се причините и законските основи за овие смени? Зошто овој податок се крие од јавноста? Дали некој го класифицирал овој податок како државна тајна само да направи политичка чистка во Министерството за внатрешни работи и да формира партиска полиција? Команданти на единици, началници на сектори, помошници кои зад себе имаат долгогодишно искуство во Министерството за внатрешни работи, сега се на удар на подпредседателот на СДС Оливер Спасовски. Сите оние кои имаат личен и професионален интегритет во Министерството станаа предмет на отстрел на новиот министер и неговиот политички тим. Тие се цел само заради тоа што подпредседателот на СДС се сомнева дека нема да ја злоупотребуваат службената положба и слепо да ги следат и извршуваат политичките нарачки на Бихачка. Таргет на подпредседателот на СДС се и сите професионалци кои работеа на докажување на криминалот, на наркодилерите блиски до Заев и партискиот врв на СДС, што изминативе месеци беа откриени и заглавија во затвори за нелегална трговија со наркотици. Таргет на подпредседателот на СДС се сите професионалци кои учествуваа во акции за докажување на криминалот на неговиот пријател и соработник Зехир Бекири Чауш, но и сите оние кои работеа на прибирање докази за санкционирање на изборната корупција на СДС, почнувајќи од сомнителните исплати во општина Струмица, па се до подкупите на гласачи со дрва во Куманово. Таргет на подпредседателот на СДС се и професионалците, кои храбро и безкомпромисно работеа и на случаи како Монструм, Планинска бура и Диво населје. Почитувани, ова што сега се прави во Министерството за внатрешни работи е класичен контраудар на мафијата врз полицијата. Одмазда за сите реализирани акции. Главен инспиратор и реализатор на ова одмазда на мафијата е Оливер Спасовски. Тоа што СДС го прави во моментов е брутална партизација на полицијата. Надвор од сите законски норми, надвор од сите реформи, се реализира партиска чистка и поставување на партиски послушници на сите раководни позиции. Подпредседателот на СДС и неговите партиски послушници секојдневно се јавуваат и повикуваат вработени во Министерството за внатрешни работи, кои низ долгите години во службата постепено ја граделе кариерата и стигнале до одредени позиции, за сега да им нудат одредени пониски позиции. Понудата од СДС е земи или остави. Им нудат пониски места на кои би биле распоредени по собствено барање. Воспротивно на тоа, следат закани дека ќе бидат деградирани и делвавирани и дека нема да може ниту судот да им помогне. Тоа што го прави Оливер Спасовски е целосно незаконски и спротивно на колективниот договор и Законот за внатрешни работи. Формирањето на партиска полиција е целосно неприфатливо и ќе ја наруши безбедност. Министерството за внатрешни работи не е приватна собственост на СДС. ВМРО-ДПМНЕ ги повикува професионалците во полицијата да не подлегнуваат на политички притисоци од страна на подпредседателот на СДС и правдата да ја бараат пред повисоките органи. ВМРО-ДПМНЕ ги повикува представниците на меѓународната заедница кои го следат работењето на полицијата навреме да реагираат и да не дозволат ситуацијата да излезе вон контрола. На незаконското работење на Спасовски мора да му се стави крај пред да се предизвикаат посериозни последици. Ви благодарам.